првите денови на 1929 година за народите на Југославија и нивниот предводник и легалната комунистичка партија на Југославија ќе значат почеток на еден долг, мрачен период. На 6 јануари таа година, кралот Александар Караџорџевиќ го распушта парламентот, го укинува уставот, ги забранува сите политички партии, сите синдикални и работничко-просветни друштва и организации и воведува апсолутистичка монархо-фашистичка диктатура. Лицемергието и цинизмот на овој самодржец стигнува до апсурд. На својот сакан народ му изјавува дека не сака меѓу него и народот да има посредници, па затоа и себе си се прогласува за носител на сета власт во земјата. Зашто полесно спроведување на своите хегемонистички и апсолутистички цели, кралот поставува и нова послушна влада на чело со генералот Живковиќ. Задоволни од добро завршената административна работа, кралот и неговите лиживагани заминуваат на лов. Во тој крвав лов, први нанишан се истакнатите членови на партијата. Во инсценираното бегство на австриската граница, во април се убиени организациониот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија Ѓуро Џаковиќ и секретарот на Организацијата Народна помош Никола Хечимовиќ. Нешто подоцна, еден по друг крвнички се убиени 7 секретари на СКОИ. Оние што не ги уби, кралот ги затвори. Затворите беа полни. Целата земја се претвори во голем затвор. Кон крајот на годината, спроведувајќи ги своите унитаристички идеи, кралот ја поделува земјата на 9 бановини, а нејзиното име од кралство на србите, хрватите и словенците го менува во кралство Југославија. Со тоа интегралното југословенство, зад кое стои хегемонизмот на кралот и буржуазијата, го негира постоењето на какви било национални посебности на југословенските народи. Светото тројство на тиранските експлоататорски режими, апсолутната самовласт, војската и црквата, ликуваат. Над Македонија, со векови од секого ограбувана и национално обесправена, во овој период се надвиснати тешки црни облаци. Монархо-фашистичката диктатура со крволочна страст ги засилува денационализацијата, бруталната експлоатација, полицискиот терор и угнетување. Хегемонистичко-унитаристичката зараза за единствена југословенска нација ја забранува употребата на македонскиот јазик, ги затвора сите културни институции што имаат белег на национална индивидуалност и култура. Го забранува постоењето на човекот македонец. Белиот терор на полицијата е безмилосен. Во масовните прогони и апсења во Македонија, во текот на 1929 година, членовите на партијата први ќе ја почувствуваат на својата кожа продолжената рака на државата. Само во Куманово се уапсени 15 истакнати членови на партијата и по кратка постапка осудени на вкупно 63 години робија. Во овие масовни чистки, во Велес, Прилеп, Скопје, Куманово и Штип, не е поштедена ни национално-револуционерната ВМРО Обединета, во чии редови има голем број членови на Комунистичката партија на Југославија.
И покрај тоа што против овие апсења и процеси во Македонија кренаа глас многу прогресивни организации и интелектуалци во светот, како Нехру, Егон Ервин Киш, Ајнштајн, повеќето партиски активисти се осудени на повеќегодишна робија. Партиско-политичкиот живот со ова претрпува жестоки удари, а ВМРО обединета скоро и престанува да постои. За да може да оствари денационализација и асимилација на македонскиот народ, великодржавниот деспотизам формира профашистички организации, чија главна цел е популаризација на унитаристичкото југословенство. ОР-ЮНА, Југословенска акција, Четничко-погромашката народна одбрана, Организацијата Југословенска омладина Вардарске бановине, се особено насочени за дејствување и негирање на националните посебности на македонскиот народ. Во тој период, ваквите слики на Скопскиот плоштад се многу чести. И додека овие идни касапи на југословенските народи како пауни се рашетуваа по македонските улици и плоштади, македонскиот народ, проклето врзан за својата црна земја, упорно се обидува од неа да извлече парче леб, нешто тутун, афион, можеби памук, плод од кој ќе може да преживее или да стави нешто на своите голи плеки на босите нозе. Како што покажува овој англиски филм, во Македонија се уште се ора со рало. Нема развиена индустрија, има ситно занечиство и големи богаташки поседи. Поетот-револуционер за патилата на својот народ ќе напише: лист по лист кини, лист по лист нижи, лист по лист превртуј, притискај, лист по лист милно таговно реди, и на долга низа од капки пот и надеж, со клетви и зелена јад, со корав поглед на очите матни, по кревките лисија жолтозлатни, приказка горка на живот клет, нанижи, безгласна, а така јасна. Животот на македонскиот народ ќе стане особено ништожен со порастот на економската криза што го потресува светот. Вредноста на парите во светот се намалува. Работниците масовно остануваат без работа. Нивните семејства гладуваат, а на светските берзи владее хаос. Животот на работниците и саланите во Југославија, особено во Македонија, во тие моменти станува пелин. Производството интензивно се намалува, а и без тоа ниските надници се сведуваат на минимум. Отпуштањето на работниците е масовно. Повеќе од 30.000 работници се без работа. Многумина пред македонските монополи секојдневно чекаат по некоја среќна околност да бидат земени на работа, а психолошкиот терор кон оние што се вработени ја урива и елементарната смисла на човековото постоење. Пауперизацијата и пролетаризирањето на македонскиот селанец се доведени до крај. Цените на неговите производи паѓаат. Од житото, памукот, афионот не се обезбедува ни минимална екзистенција, а тутунот нема никаква вредност. Денот ли дојде тој да се мери, цена му нема. На кантар студен со туч го мерат, а можат ли да го измерат нашиот тутун, нашава мака, нашава солена пот. Во Македонија и во Југославија тие години нема работа, нема леб, нема слобода, нема правда. Но затоа има жандарми, пендреци, синџири, келии, самици, затвори, главњачи. Во Југославија ја има Лепоглава, го има Пожаревац, ја има Сремска Митровица. Југославија е огромен затвор.
Режимот хистерично и безмилосно ги прогонува и ги затвора најдобрите синови на сите наши народи. Но со тоа нивниот дух не е уништен. Нивната верба и борба за поубав свет не престанува. Тие затворите ги претвораат во комунистички универзитети. Се изучуваат класиците на марксизмот, се преведуваат најзначајните дела на проетерската литература, се издаваат затворски весници, се кове работничкото оружје за конечна пресметка со капитализмот во Југославија. Партискиот живот во текот на 1932 година станува поорганизиран. Се воспоставуваат врски со местните партиски активи низ целата земја. Во раководството на Комунистичката партија на Југославија настануваат промени, а под директива на Коминтерната за привремен политички секретар на партијата е поставен Милан Горкич. Знаејќи дека не се доволни само храброста и само жртвите, туку и способноста да се поведат народните маси во борба, по директива на Комунистичката партија на Југославија, членовите на партијата, влегувајќи во реформистичките урсови синдикати, се потесно се поврзуваат со работниците и ги поттикнуваат на акција. Консолидирањето на Комунистичката партија на Југославија во Македонија особено се зголемува со доаѓањето на инструкторот на Комунистичката партија на Југославија Никола Оровчанец. Неговото партиско искуство го стимулира брзото заздравување на партијата, а во текот на 1933 година во Скопје се формира и областен комитет на Македонија што го сочинуваат Коста Рацин, Живоен Ќурчич и Ацо Петровски. Под влијание на областниот комитет се обновува работата на местните комитети во Скопје, Велес, Куманово, Прилеп, Битола, а нешто подосна и на партиските групи во Тетово, Штип и Струмица. Ваквото обновување на партијата, работничката класа го пречекува со радост низ цела Македонија. Во струковните сојузи на берберските, дрводелските, чевларските и шивачките работници, партијата ги зазема раководните позиции. Во текот само на една недела, во Велес се формираат партиски келии во ложилницата, во монополот, во фабриката за масло, меѓу гранчарските работници на железницата. Во овој период, со помош на партијата и на Скојевската организација, интензивно се води борба за подобро утре. Во Скопје, келиите на Ској, формирани во учителското училиште, во гимназијата, во Трговската академија, во медресата, на Филозофскиот факултет, представуваат светли извори од кои се напојува македонската младина. Ваквата витална атмосфера создава и други простори врз кои сјае црвената звезда петокрака на партијата. Културно-уметничкото друштво Абрашевиќ со својата песна, со своите драмски агитки, со поетските вечери, како сакан буен бран навлегува во измачената душа на македонските работници, а тамбурашкото друштво Граđевинар е постојан придружник на работничката младина. Малобројните работнички весници, патувајќи од рака в рака, скришно се читаат. Во Македонија почнува редовно да стигнува органот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија Пролетер, а одамна забранетата Искра, која сега се јавува како орган на областниот комитет за Македонија, е вистински инспиратор за борбата на работничката класа. Во овој период, партијата вложува напори и обиди да ја обнови и работата на ВМРО Обединета и да го активира македонското национално револуционерно движење. Особено големо внимание во тие обиди му се посветува и на барањето на ВМРО Обединета да ја опфати албанската и турската народност, зашто без борба за слобода на албанската и на турската народност нема ни борба против диктатурата, ни национално ослободување на македонскиот народ и на народностите во Македонија. Вака сватена, како масовно национално ослободително движење, ВМРО Обединета требаше да и се спротивстави на фашизираната манчо-михайловистичка и реформистичка протогеровска организација, кои се само орудие на Софискиот двор и на великобугарската буржуазија. Меѓутоа, овие напори на партијата не дадоа резултати. Во меѓувреме, во Германија, некогашниот каплар Адолф Хитлер ја презема власта.
Овие месијански тиради, во кои Хитлер бара проширување на животниот простор за својата германска надраса, предизвикуваат масовни хистерии. Нацизмот апокалиптично маршира низ Германија. Хитлеровите јуришни одреди ги гонат комунистите, ги бележат нижите раси. Масовната психологија на фашизмот фрла се во оган. Горат најпрогресивните дела на човечкиот ум. Подоцна ќе гори Европа. Ќе горат живи луѓе во крематориумите. Но во тоа време гори и парламентот, Рајхстагот. За овој пожар, подметнат од самиот Геринг, ја обвинет познатиот револуционер Георги Димитров. На процесот одржан во Лајпциг, Димитров од обвинет се претвора во обвинител и ги разобличува крволочните намери на фашизмот. Од друга страна, овој монтиран процес предизвикува бран на револт и протести во комунистичкото движење и кај сета прогресивна Европа. Придружувајќи им се новие протести, македонските комунисти испраќаат протестни писма и петиции во Лајпциг, во кои се бара ослободување на Георги Димитров. Поради недостигна докази, Димитров е ослободен и заминува за Москва. Во текот на 1933 година во Југославија се одржуваат општински избори. Буржоаските партии, иако некои од нив во опозиција, се готват да истакнат своји кандидатски листи и заедно со приврзаниците на режимот да ја поделат власта во земјата. За разлика од нив, Комунистичката партија спроведува бојкот на изборите, а во прогласот до членовите на партијата во Велес се вели: ниеден глас за 6 јануарскиот режим. Запомнете, изборите на гладните нема да им донесат леп, а на невработените работа. Напред во борба. Да живее бојкотот на класно свесните работници и сиромашните селани против општинските избори. Во истиот овој период, работничката класа и партијата во Македонија бележат значајни резултати во изборите во работничките комори. Разобличувајќи ги реформистичките синдикални водачи и барајќи скратување на работното време, по големо парче леп, спротивставувајќи им се на фашизмот и на експлоатацијата, партијата ги зголемува своите симпатии кај народот. Над 3000 работници во Скопје гласаат за црвените комунистички листи. Сметајќи ја секоја акција на работниците за бунт против власта, режимот го засилува белиот терор. На самиот крај на 1933 година, по една голема провала, уапсени се голем број членови на партијата и на обласниот комитет за Македонија. Меѓу нив е и поетот револуционер Коста Рацин. За својата партиска дејност и револуционерни идеи во своите песни, осуден е на 4 години робија. Засилувајќи го својот терор, следните години фашистичкиот режим крвнички се нафрла врз македонските комунисти. Страхил Гигов, Душко Поповиќ, Алија Авдовиќ, Мино Богданов и многу други македонци се затворени. Но овој социјално-политички и физички терор, еден од најстрашните во Европа, денационализацијата, експлоатацијата на народот, наместо да ја уништи, само ја развива потенцијалната сила на партијата. Буржуазијата всушност самата го создава оружјето што наскоро ќе ја уништи. Пролетта 1934 година
обидувајќи се да ги збие своите разнишани редови, новосоздаденото партиско раководство во Македонија ги зацврстува и своите врски со Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и ни своите прогласи, летоци и брошури храбро ја продолжува својата борба за поубав и поправеден свет. Во октомври таа година во Марсеј врз кралот Александар е извршен атентат. Тој умира, а режимските политичари сервилно го пречекуваат малолетниот крал. Кралскиот намесник, кнезот Павле, ја продолжува диктатурата. При крајот на годината на 24 декември, во оваа зграда во Љубљана се одржува 4-та земска конференција на Комунистичката партија на Југославија. На конференцијата е потенцирана организационата обнова и засилување на партијата, потребата од борбено единство на југословенскиот пролетаријат и создавање цврст антифашистички фронт. Во одлуките на конференцијата, особено внимание му се посветува на правилниот однос кон националното прашање. Донесено е решение во рамките на Комунистичката партија на Југославија да се формираат Комунистичка партија на Хрватска и Комунистичка партија на Словенија, а во најблиска иднина и Комунистичка партија на Македонија. На оваа конференција е избран и нов централен комитет во кој значајна улога играат Јосип Броз и Благое Паровиќ. Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, формиран во февруари 1935 година, инспириран од одлуките и задачите на конференцијата, ја зголемува својата дејност меѓу незадоволните и револуционизирани работници и национално потиснатите маси. Членовите на партијата особено се присутни во предизборната кампања на мајските парламентарни избори. Додека овие граѓански политичари, собрани во здружената опозиција, повеќе мислеа како да приграбат што повеќе лична власт, отколку да извршат радикални демократски промени, не можејќи да истакне своја кандидатска листа, партијата ги шири своите идеи за создавање единствен антифашистички народен фронт. Тесно се поврзува со широките народни маси и ја разобличува оваа изборна фарса на владеачкиот режим. Неколку месеци подоцна, на Сплитскиот пленум, партијата донесува одлука за создавање фронт на народната слобода. На овој пленум е изменет и дотогашниот став во однос на националното прашање. Овој став на Комунистичката партија на Југославија, подоцна, особено по советувањето на раководниот актив на Комунистичката партија на Југославија во Москва, во август 1936 година, еволуира во смисла на негово решавање во рамките на една демократска федеративна Југославија. Најконкретно и најдецидно прв пат ова прашање е разработено во писмото на Тито за Србија од 2 ноември 1936 година. Почитувајќи го принципот на самоопределување на народите до отцепување, признавајќи му го тоа право на секој народ како израз на неговата рамноправност, што не значи дека отцепувањето е целисходно во секоја ситуација, Јосип Броз Тито во ова писмо вели: во денешната ситуација, ние сме против распарчувањето на Југославија, што го сакаат платениците на италијанскиот, австрискиот и унгарскиот фашизам, и кое без сомнение би довело до војна, што токму и го сакаат сите фашистички потпалувачи на војна. Левичарите се за слободна заедница на сите народи на Југославија во сегашните граници, уредени врз федеративна основа, а против секое угнетување и хегемонија на кој било народ над друг. Значи, хрватскиот, словенечкиот, српскиот, македонскиот и црногорскиот народ треба на демократски начин да се изјаснат како сакаат да ги уредат своите меѓусебни односи во државната заедница. Исто така, народот на Војводина и на Босна и Херцеговина има право да се изјасни за својот однос во државната заедница. Во текот на есента 1935 година,
Покраинскиот комитет и членовите на партијата во Македонија ги користат сите можности за создавање Македонски народен фронт. Тој е замислен како демократска организација на сите незадоволни сили кои ќе се борат за демократска Југославија во која сите народи ќе бидат рамноправни. И покрај тоа што во обидите за преговори со опозиционите граѓански политичари, партијата нуди широка демократска платформа за соработка, таа не наидува на разбирање и не ги постигнува саканите резултати. Меѓутоа, работничката класа, заинтересирана за својата судбина, застанува на барикадите на партијата. Почнуваат да се обновуваат местните комитети во Велес, Скопје, Куманово, Прилеп, Штип, Гевгелија и Кавадарци. Во тоа време и членовите на СКОИ создаваат своја народно-фронтовска организација. Создавањето на Народната демократска младина есента 1935 година овозможува разгорување на патриотските и револуционерните чувства на македонската младина. Во пролетта 1936 година организацијата на СКОИ постигнува уште еден значаен успех. Во генералниот штрајк за одбрана на автономијата на универзитетот, што ја зафати цела Југославија, членовите на СКОИ се во првите борбени редови на Филозофскиот факултет во Скопје. Тие години студентите на Загребскиот и на Белградскиот универзитет, организирани околу културно-уметничкото друштво Вардар, се главни иницијатори за формирање на македонското народно движење МАНАПО. По формата национално-ослободително, а по суштината длабоко народно-фронтовско, својата идејна платформа МАНАПО ја изнесува во политичката декларација, а дефинитивно ја оформува на состанокот во Охрид, на кој присуствуваат представници од цела Македонија. Залагајки се партиското раководство да не биде веќе изолирано од народот, туку да ја дели неговата судбина, по партиското советување во Москва и по одлука на Коминтерната, Јосип Броз Тито се враќа во Југославија. Тој го подготвува враќањето на Централниот комитет во земјата и засилено работи на организационото заеднување на партијата. За тоа време, светот веќе почнува да живее во уништувачка агонија. Фашистичка Италија ја окупира Етиопија. Хитлеровите трупи навлегуваат во Рур и Сар, готвејќи се за нови освојувања. Во Шпанија, генералот Франко ја руши народно-фронтовската влада и предизвикува граѓанска војна. И додека републиканската војска крваво ја брани слободата на својот народ, Франковите постари браќа Хитлер и Мусолини експериментираат врз незаштитеното население во Шпанија. Методот на перманентно бомбардирање е подготовка за нивните нови злосторства. Низ Европа се формираат интернационални бригади и во текот на 1936 и 1937 година тие и се придружуваат на републиканската армија. Во интербригадите, рамо до рамо со храбриот шпански народ, се борат и многу синови на југословенските народи, многу членови на Комунистичката партија на Југославија. Тоа е Шпанија на нивната младост. Во битките на Гвадалахара, на Ебро,
Во борбите за Мадрид, многумина од нив ќе бидат тешко ранени, како Велјко Влаховиќ, Алексо Демниевски Бауман, а многумина од нив во тие крвопролевања нема да ги дочекаат мајчините писма. Меѓу нив и Благое Паровиќ и Ганчо Хаџипанзов на разорената шпанска земја ќе оставаат своите животи. За тоа време, во Југославија, профашистичката влада на Милан Стојадиновиќ и грабежливите аспирации на кралскиот намесник кнезот Павле се повеќе ја туркаат земјата во прегратките на Германија. Теророт и репресалиите се засилуваат во целата земја. Членовите на партијата се под удар на полицијата, а местните комитети во Македонија се речиси разбиени. Во таа Југославија се живее зад решетки. Но тоа не пречи југословенските комунисти со доаѓањето на Јосип Броз Тито на чело на партијата да го продолжат својот револуционерен пат.